На подрачјето на Гостивар не заживеа формата на згрижувачки семејства како начин да се обезбеди топол дом и грижа за деца без родители и напуштени малолетници. Кампањите, едукацијата на семејствата, напорите на социјалните тимови да ја подигна свеста кај граѓаните во однос на ова прашање, досега не вроди со плод. Граѓаните не се мотивирани да одгледуваат дете во својот дом и покрај на доместокот кој државата го плаќа. Во Гостивар нема ниту едно регистрирано згрижувачко семејство. Од досегашното искуство јас многу долго работам во Центарот за социјална работа. Нема традиција за згрижувачки семејства. Центарот, стручниот тим, мислам, од Центарот што работи на таа проблематика, од секогаш преземани за действија активности, се со цел да се анимира ова, да се изнајдат семејства кои би прифатиле деца без родители и родителска грижа, но досега немаме некои резултати за да се сместат децата во семејство. И покрај тоа што има на доместок од Центарот за социјална работа, на доместокот е околу 10.000 денари по дете, 9.000 се помош на семејството и детски додаток исто така примаат, околу 10.000, имаат и други бенефиции, но некако не знам на нашите простори нема традиција за тоа. Околу 40 дечиња без родителска грижа од регионот на Гостивар кои се сместени во домови за деца без родители чекаат згрижување. Стручните служби полагаат надеж дека сепак свеста кај граѓаните ќе се промени и дека во иднина гостиварските семејства ќе ги отворат вратите од своите домови за таквите деца. Да се надеваме дека во иднина можеби совеста ќе проработи. А имаме деца без родители за доста грижа, што не се сместени во дом, но сепак сметам и стручниот им смета дека подобро за едно дете да расте и да се развива во семејство, отколку во услови на домот. Во улога на згрижувачки семејства може да се јават сите семејства кои ги исполнуваат законските услови, определена возраст и обезбедени услови за нормално одгледување на детето. Во Македонија има околу 220 згрижувачки семејства. Исхраната е од големо значење за правилниот развој на децата, особено во првите години од нивниот живот, кога се стекнуваат и основните навики. А бидејќи еден дел од денот поголем дел од децата го поминуваат во градинка, токму здравата исхрана е важна и таму. Од многу дечиња ќе чуете дека во градинка започнале да конзумираат многу јадења кои претходно можеби и не ги сакале. Ќе ве изненадат одговорите дека омилено јадење им е гравот, компирманџа и слично, но и дека многу сакаат да јадат овошје и зеленчук. Манџа, оривче и гравче, јувки, супа, манџа, лачинки, супа. Манџа, каква манџа ми? Макароне. Например, грабче сакаш? Да. Во главната кујна на детската градинка Младост во Тетово се подготвуваат најразлични оброци. Секако при креирањето на менито се внимава на нормативите, кои се зададени во однос на исхраната на децата. На дечињата им се сервира доручек, ручек и ужини, секако приготвени со здрави намирници. Значи, меѓу другите работи и исхраната ни е како главната цел, бидејќи тука имаме деца кои и се хранат во нашата градинка. Постојано си настојуваме да бидат подобрени условите за храна, да бидат подмирени свите барања на еден организам, на едно дете, кои треба да ги консумира детето во текот на денот кај нас. Во обилност употребуваме зеленчук и овошје, кои знаеме дека не се дел од здравата храна во организмот, така што секој дневно на децата им се припрема храна тука, во нашата установа, главната кујна која ни е во овој објект. Во нашата градинка толку гледаме да децата јада свежа храна, што тука ни е и намазот од туна,
кои самите вработени го припремат, значи ништо немаме конзервирано или готова храна, кои ќе им се дават на децата. Исто така пазиме да имат интегрални житарици, како новитети во градинките, или па да се прават јадења кои децата ги сакаат. Во поденови секој ден ги менјаваме спрема менито што го составуваме од главниот готвач, од педагогот, докторот на градинката и исто така од оваа година, рачунајќи дека веќе ни е потребно, имаме ангажирано и член, посебен доктор од Тетово, кој ни помага да не сгрешиме во количините или во нормативите колку по грамажа е потребно едно дете да консумира од храната која ја даваме. Важен момент за време на престојот во градинка е и осамостојувањето на децата, односно создавањето навика да јадат сами. Значи, уште од мала возраст, рачунаме над година и пол до 2 години, кога и детето ќе помине во вториот дел од групете каде што имат воспитувач и негувателка, почнуваме да ги учиме децата самите да јадат. Главната готвачка во детската градинка Младост Шефие Мурати, оваа професија со задоволство ја работи веќе 13 години. Таа секој работен ден, заедно со нејзините помошници, подготвува вкусни оброци за децата во големи количини. Често сака да ги изненади со мелените палачинки, мекици или намаз од туна. Понеделник има доручек, намаз туна со чај. А ручекот, варен в граб, ужина има ситлијач на тоа понеделник и тоа салата, сезонски салата, сезонски ставно е сега копус со морков, корнишани еден ден цвекли, еден ден тоа мешана салата, 2 дена давам сезонски тоа копус, еден ден чисто, еден ден со морков. Понеделник, вторник има доручек, крем со млеко или ручек, копус манџа, салата исто и ужина овошје, тоа. Среда има доручек, маргарин со чај, млечни маргарин со чај, а ручек има или пире со ќуфте или тоа мусак со кумпир, исто салата и супа има. Супа има секој ден, 4 дена има, само кога има граб нема супа. Четврток има јувки со доручек јувки со сирење и јогурт. А манџа има ориз манџа со мелено месо, салата исто, тоа. А петок има спанак, доручек има петок мармалад и млеко, а ручек има спанак, манџа, чорба, тоа со спанак, со ориз, со јајца, со тоа. Секој четврток, еден четврток правим јувки, еве денеска на други четврток ќе правим мекица, на други палиента или пица или тоа. Менија има цел месец има менија што правим. Во главната кујна во објектот Тетекс се подготвува храна за сите објекти на градинката Младост во Тетово, која потоа се транспортира во соодветни садови до нив. За прв пат во земјава ставена е протеза за замена на дел од колено. Како што објави весникот Нова Македонија, ортопедски тим на Скопската градска болница 8 септември, начело со доктор Јасмин Циревири и доктор Зоран Несторовски, поставил уникондиларна протеза на колено прв пат во земјава. Со поставувањето на оваа протеза кај пациент бил заменет дел од коленото наместо целото колено и е поштеден од неколкугодишни болки и медицински интервенции. 1 година се подготвувавме за оваа операција. Бевме на подготовки
во Германија, Италија и во Хрватска. Со оваа протеза се менува оштетен дел од рскавицата на коленото. Досега, кога пациент има проблеми поради артроза, се чекаше целосно да се оштети рскавицата за да се постави целосна протеза. Тоа знае да трае 2 до 3 години. Во тој период тој има големи болки, добива инекции во колено. Сега овие пациенти ќе имаат поквалитетен живот, објаснува доктор Циревири. Сега оваа операција ќе се изведува редовно кај оние кај кои може да се направи, а е натовар на Фондот за здравствено осигурување, тоест на државата. Вчера околу 15 часот во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено дека двајца француски државјани волонтери во Центарот за интеркултурен дијалог од Куманово заталкале и се изгубиле на падините на Попова шапка, при што се јавиле дека единствено што знаеле дека се наоѓаат покрај некоја карпа, соопшти МВР. Полициски службеници од полициското оделение Попова шапка и представници на горско-спасителската служба веднаш започнале со координирани активности за нивно лоцирање, пронаоѓање и извлекување од силното снежно невреме. Околу 17 часот и 50 минути тие биле пронајдени живи, но премрзнати. Со ратрак се спуштени во полициското оделение Попова шапка. Во организација на српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, Кут, Свети Сава, вчера по повод празникот посветен на Светиот Сава се одржа Светосавска вечер. Традиционално оваа вечер се организира секоја година по повод празникот веќе 25 години, а на неа присуствуваат голем број членови на Сдруженијето од Тетово, но и пошироко. Вообичаено на прославата учествуваат гости од Србија, а на вчерашната Светосавска вечер присуствуваше представник од Собранието на Република Србија. Када смо позвани од стране домаќина, којима се и овај пут захвалjuјемо што смо посетили Македонија, што смо видели Тетово. Кога бевме повикани од домаќините, не можевме да не дојдеме во Тетово и овој пат сме им благодарни што ја посетивме Македонија, што го видовме Тетово, видовме важни места во државава. Вака е да се биде србин во Бања Лука, во Белград, Нови Сад, но овде да се зачува идентитетот не било лесно, затоа сакам да изразам воодушевување кон сите вас кои што сте успеале да го зачувате идентитетот, јазикот и верата. Бидејќи денес го славиме Свети Сава, може да се постави прашањето што тој порачува на нашата генерација. Тој порачува дека треба да го сочуваме идентитетот, културата, обичаите. Тоа е она што србите секаде може да ги представи во најубаво светло. Ние сме еден стар христијански народ кој не треба да се срами од никого и кој треба секаде со гордост да каже: да, јас сум србин и се гордијам со тоа. Никога и кој треба увек свугде со поносом да каже: да, ми смо Срби и поносимо се тиме. На вчерашната манифестација, председателот на регионалниот одбор Тетово на српската заедница во Македонија, Примислав Станоевиќ, додели благодарници на истакнати членови и граѓани, меѓу кои на доктор од албанска националност кој учествувал во спасување на животи на српски граѓани. Свети Сава, или роден како Растко Немањиќ, бил најмлад син на големиот жупан Стефан Немањиќ и прв српски архиепископ. Се изборил за самостојност на Рашката архиепископија од Византија во 1912 година, со што ги поставил темелите на денешната Српска православна црква. Драго ми е што сме поново бројни, што се чувamo и што сме заедно. Сви знате и не треба многу да говоримо. Драго ми е што сме волкав број, што се чуваме и што сме заедно. Сите знаеме и не треба многу зборување за нашата поврзаност со Свети Сава. Тој не учи на љубов и заедништво. Не е многу друго, а уствари тоа е само та чиста љубов. Вечерас ми славимо Светог Саву. Тоа е Светосавско вече, кое традиционално славимо 25... Вечерва го славиме Свети Сава. Светосавската вечер ја организираме 25 години и мислам дека и така ќе продолжиме. Многу голема чест ми е што вечерва со нас се представници од Косово и Метохија, од амбасадата, представници од Собранието на Република Србија. Тука се сите оние кои што не сакаат и го сакаат Свети Сава. Се заблагодарувам на телевизија КИС, која е единствената телевизија која секаде не следи во Србија, Унгарија, Бугарија. Дај Боже до година да биде повесело. Да ќе да биде још боле. Прославата на празникот посветен на Свети Сава започна со настап на членови на културно-уметничкото друштво Свети Сава, кои се представија со традиционални ора.
На Светосавската прослава вчера се пееше и на македонски и на српски јазик, а за доброто расположение на присутните се погрижија српските пејачи Чеда Марковиќ, хармоникашот Синиша Вичентиевиќ и звездата на гранд продукција Немања Тодоровиќ од Грачаница. Vedi da će bolje biti, da prečutim i ne slažem. Lošile su moje dane, žene i kafane, i kad sreća nisam bio zraj. Na mom licu ove more, urezna šepene zore, ljubi me i ništa ne pitaj. Na mom licu ove more, urezna šepene zore, ljubi me i ništa ne pitaj. Светосавската вечер во пријатно расположение, песни и ура траеше до доцните вечерни часови. Бараме партнер кој ќе биде универзитетска болница од Европската Унија со цел експерти, посебно за работи кои што не се изведуваат кај нас, да пратат доктори кои во Македонија ќе ги тренираат нашите доктори, вели министерот за здравство Венко Филипче во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Навистина ми е жал што имаше таква реакција, но јас во моето излагање ги спомнав сите фактори кои што влијаат на новороденечката смртност. Се осврнуваме и имаме план за тоа како ќе влијаеме на ниво на гинеколошката клиника во смисла на набавување на соодветна опрема. Веќе се започна процесот со набавување на инкубатори. Знаете, порано по 2 новороденчиња беа во еден инкубатор, сега има 16 нови инкубатори. Понатаму имаме план за подигање на нивото на знаењето на докторите кои што работат во таа струка. Со UNFPA започнуваме процес на едукација. Работиме и на примање на нови доктори, како гинеколози по општините, така и на неонатолози во родилиштата. Понатаму ги активираме мобилните гинеколошки амбуланти, сместени во специјални возила на пациентки кои што не име таа услуга достапна. Во таа смисла, воопшто не беше целта некој да се најде навреден, но има еден одреден број на жени кои што првото јавување на гинеколог име на самото породување. Зошто не реагиравте поургентно во јавноста, ако информациите што биле кажани не биле пренесени во целост, како што сметате, и се чекаше да се создадат толкави реакции во јавноста? Дали тоа лично сметате дека беше грешка? Може би најголемата грешка беше во вордингот, меѓутоа суштината е тоа што сакаме да направиме една стратегија која што ќе биде сеопфатна. Ние се обидеме да го решиме проблемот само на гинеколошката клиника или да ја подобриме опремата или да влијаеме на зголемувањето на знаењето само на одреден број на доктори, прилично сум сигурен дека нема да постигнеме резултати. Со еден ваков сеопфатен пристап, прилично сум сигурен, имајќи во предвид и ентузијазма на докторите кои што работат со оваа проблематика, дека резултатите ќе бидат видливи за релативно краток период таму каде што навистина може, а за во еден подолг среднорочен па и долгорочен период ќе се осетат и по долгорочните резултати. Во колку точно општини нема матични гинеколози, односно ординации, како ќе се реши овој проблем? Нема гинеколози во 5 општини во државата, а решенијата ги спомнав претходно, како со едукација, примање на нови кадри, мобилните гинеколошки амбуланти и секако подигањето на свеста на жените на секаде низ државата. Апелиравте да не се препараќаат родилки во клиничкиот центар во Скопје од други градови како Штип, Тетово, Битола, потенцирајќи дека секој родилиште ќе има животоспасувачки лекови. Но како ќе го решите проблемот со недоволна обученост и стручност на кадарот во внатрешноста, што постои со години и покрај сите едукации што се правеа, а не може да се реши преку ноќ?
Ние, освен оваа стратегија за намалување на новороденечката смртност, работиме и на план за едукација генерално на сите доктори во нашата држава и тоа како преку соодветни тренинзи во странство, но соодветно долго за да може да го стекнат нивото на експертиза, така и на носење на експертиза локално во нашите услови. Бараме партнер, кој што ќе биде универзитетска болница од Европска унија, веќе разговаравме со Министерството за здравство во Бугарија, а имаме и преговори, разговори со една болница од Германија, со цел експертизата, посебно за работи кои што не се изведуваат кај нас, ја пратат, во смисла на доктори кои што ќе бидат присутни овде и во локални услови, ќе ги тренираат нашите доктори, на тој начин во локални услови нашите доктори ќе го подигнат нивото на знаење и тоа ќе го аплицираат во својата секојдневна работа. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за здравство Венко Филипче ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме претежно облачно и студено време со врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од -2 до 0 степени, а дневната од 0 до 4 степени. Според прогнозата на метеоролозите, утре ќе има преодно стабилизирање на времето и ќе се задржи претежно облачно време. Утринската температура ќе се движи од -4 до 2 степени, а дневната од 3 до 7 степени.